da objasnam kako čovek funkcionira, odnosno da shvatime kako čovek funkcionira, kako nije така луѓето околу нас. И обично ние кога ги гледаме луѓето или себе, гледаме еден дел од нашата личност, што е видлив, го гледаме однесувањето. Но однесувањето зависи од нешто што не е видливо, а и како клучно како ќе биде нашето однесување, како ќе биде нашиот живот. Она што не е видливо, што е дел од нашиот внатрешен живот, што се манифестира преку нашето однесување, ги има овие елементи. Вчера ние разговаравме за потребите. Кои се основните човекови потреби и како можеме на најадекватен начин да ги задоволиме. И видите, на основу тоа видовме после одредени верувања, се развиваат одредени вредности, желби, цели и се одредени мисли и емоции. Денеска повеќе ќе расправаме на нивото на емоции, емоцијата на горчината во нашето срце. Може да кажеме дека ќе збориме за корен на горчината во нашето срце. Обично ние кога збориме за грешна состојба или за гревови, одредено имаме одредена листа или одредена визија што е грешно. Додека се спремав за оваа тема, најдов на една серија предавање каде на личност која зборуваше околу оваа тема, серијата ја даде наслов Бели гревови. Значи, бели гревови. Кои се тие бели гревови, кои можда не толку ние ги гледаме дека се лоши, али всушност се. И може би сме комотни да ги имаме. И токму меѓу нив спаѓа и горчината. Горчината во срцето. Но еве да не мислите дека јас сега ова го увеличувам и го правам, дека е важно да видиме што Библијата збори за оваа тема. Имаме 3 клучни стиха кои ги наоѓаме во Новиот Завет. Прво, Римјаните 3 поглавје. Во Римјаните 3 поглавје е опишана состојбата на луѓето без Бога. И меѓу тие описи кои постојат таму ги наоѓаме и овие зборови. Нивното срце е отворен гроб, измамуваат со јазиците, змиски отров е под нивните усти. Устата им е полна со клевета и горчина. Носет им се брзи на пролевање крв, запустување и беда се по нивните патишта. Тие не го познаваат патот на мирот. Значи, видите горчина во каков контекст се ставена. На луѓе кои се далеку од Бога во една грешна состојба и кои имаат вакво однесување. Друг стих во Ефесјаните. Секое огорчение и јарост и гнев и викање и хула да бидат отстранети од вас со секаква злоба. Како е и овдека означена горчината? Како секаква злоба да биде отстранета, да нема место кај вас. И третиот стих од кој на некој начин го зимаме и овој наслов, внимавајте да не му недостасува некој Божјата благодат, за да не изникне некој горчлив корен во срцето, за да не ве вознемири и за да не се онечистат со него мнозина. Поново као нешто што е негативно. Многу интересен самиот збор за горчина. Тоа е грчкиот збор пикрија. Многу интересен збор. Како овој збор се развил? Прво, значи, самиот корен значи нешто што е шилјасто, нешто што боде, ко трн, ко стрелка, ко пикадо. Нешто што сече, нешто што продира. Но потоа, овој збор се користил за нешто да означи нешто што е продорно или оштро за нашите сетила. Нешто што онака, кој ќе го помирисате така или кој ќе го вкусите. Нешто што е продорно за нашите сетила. Или може да најубаво тоа да го осликаме. Значи, ова е пикрија. Нешто ќе ве стресе. Значи, целото наше битие осети дека нешто се случило. Понатаму, овој збор е користен за отровни плодови, односно за оние билки кои имаат отровен плод или кои не се јаде. Пикрија, поново, значи нешто што не е пријатно, што не е здраво. И после тоа овој израз се користи за психолошка состојба за која ние денеска расправаме. И се користи као долготрајна огорченост, дух кој одбива да се помири. Воспоставено непријателство која труе целата внатрешност на човекот. Тоа е пикрија
како е користена во овие зборови. И еден библиски коментатор се тоа го сумира и дава една ваква слика за овој израз. Тоа е фигуративен израз, што означува таа вознемирена и разразлива состојба на умот, што го одржува човекот во вечно непријателство, што го наведува на груби и нехармонични мислења за луѓето и нештата, што го прави горчелив, груб и одбивен во неговото општо однесување, што носи тмурност на неговото лице и внесува отров во зборовите на неговиот јазик. Тоа е горчината што прави. И психолозите исто така се сложуваат со една ваква дефиниција и тие дефинираат горчината као мешавина на чувства на повреденост, мешавина помеѓу тага и лутина, често и омраза, што се создаваат во нашите срца кога сме повредени од друга личност или некое животно искуство. Сега, за да се појави корен, што е потребно? Потребно е семе. Почва може да има, но не може ништо да никне ако нема семе. Нормално може да има семе, али потребно е почва. Така. Него каква ќе биде билката го одредува семето. Че семето одредува каква ќе биде билката. Ако зборуваме за нас сега во овој контекст, кој е семето за горчината? Која се раѓа, кој пушта тој корен во нашето срце. Прво може да кажем, во самата срж на горчината е семето на незадоволство за некоја неправда која ни се случила. Затоа верувам дека оваа тема сите нас ни е актуелна, бидејќи сите ние сме доживеале неправда. Или сме биле жртва, или сме биле извор на неправда. И поради тоа сме биле повредени и можел кај нас да се развие горчина. Семе за горчина е емоционална повреда од нечија постапка, рана која не е исцелена, непроцесиран гнев. Гневот е една нормална емоција која се јавува кај нас, која ќе ние увидиме некаква неправда. И он сам по себе не е лош, многу е битно што ќе правиме со тој гнев. За жал, ние често пати од праведен гнев идеме во неправеден грев. Али гневот е нормална појава кај нас за неправда која ни се случила. Али доколку тој не се процесира на адекватен начин, тој може да доведе до развивање на горчина. Тој е дух кој не проштева. Многу ми се допаѓа оваа дефиниција на Грегори Попче, кој каже горчината е ферментирано непроштевање. Ферментирано непроштевање. Ако не простиме, тоа ќе ферментира и ќе се претвори во горчина. Тоа е искуство со различни неволји кои сме ги имали во животот. Неисполнети очекувања. Животот не разочарал. Ние сме мислеле, на овие години ја ќе имам тоа и тоа, ќе бидам таму и таму. Али нема. Незадоволство. Или неправда. Зашто ја? Или слично може да се чувствуваме како псалмистот во Псалмот 73. Многу важен псалм. Што вели тој таму? Вика, клучно прашање во тој псалм е дали ја залудно го држам моето срце чисто? И тоа го се расправа со Бога. Зашто вели? Јас се обидувам да ти служам, Боже, честен сум, се трудам да имам чисто срце, а оние другини кои не марат за тоа, кои уопште размислуваат за тоа, вратот им е толкав. Обликани со злато, со све, животот им иде супер. А ја? И неправда. Гнев, што вели тоа? За малку? Ќе се лизнев од патот. Знаеш ова ли? Кога дојдов во светилиштето Господово, тогаш сватив. Али, искушение. Гледаме со другите, вели, окей, зашто ја? И, за жал, некојаш ние може би да бидеме огорчени према Бога. Он не благословува кој што ние сметаме дека треба да не благослови. Вчера нели расправавме за тоа, дека ние често пати, за жал, го користиме Бога да ни ги даде нашите
цели, желби и идоли, наместо да ни биде тој самиот цел. Кога го имамо него, да бидеме задоволни. Значи, животот не излегол онака како што сме се ние надевале, горчина се јавува. Фокусирање на негативни работи. Што не чини? Дружење со горчена особа, личност. Имате некои луѓе кои ќе ги сретнете, само ова, она, кој тмурен облак да имат околу нив. И кој ќе ги сретнеш, некако се чувствуваш. Шо е? Ја обично велам кога идам на предавања, национален спорт во Македонија е кукање. Секој некој има да кука. Вака, не чини ова, не чини она. И кога не чини све, може да се јавува незадоволство така. И кога да се направува, да слушнеш ти секој кој поголемо проблеми има и повеќе кука. Многу е битно тоа, вечер ќе разговараме за оваа перспектива која е многу битна. Значи, има различни начини како може да се јави семето на горчина, коренот на горчина во нашето срце. Сега, кога имаме корен, се јавува некоја билка и последица на тој корен е некоја крошна и некој плод. Кој е резултатот на горчината? Како се она манифестира? Таа се манифестира во одредено однесување и состојба. Состојба и однесување. Тоа е состојба на фрустрација. Се јавуваат овие емоции. Фрустрација, гнев, тага, омраза. Недостаток на трпение. Луѓето кои се полни со горчина се онака имаат краток фитилј, ние што викаме. Така. Као на сенза, ги пипнеш малку. Постои безпомошност често пати кај тие луѓе. Затоа е таа фрустрација. Безпомошност бидејќи не може да го промена тоа што им се случило. И уште се сметате, зашто мене? Или некоја сме лути према себе. Зашто дозволив? Како тоа не бев толку наивен? Колку бев толку наивна да му верувам него? А ми вика овие. Али ја не. И non-stop размислуваме безпомощни. Што да правиме во односно на што не се случило? Ко резултат на тоа се јавува депресија. Ни се одзима желбата за живот на некој начин. Се нарушува здравието. Се повеќе и повеќе денеска истражувањата покажуваат дека физичките болести најмногу зависат од емоционалните состојби на човекот. Се психофизички карактер. Нарушени врски. Не е лесно да живеете со огорчена особа. Многу е тешко. Ќе видиме и понатаму зошто. И ослабена духовност, се ремети нашиот однос со Бога. Ако немаме не сме оптимисти, не сме радосни за оно што го имаме, него повеќе се фокусираме на оно што ни било направено, на оно што го немаме, нема да бидеме оптимистични, немаме да имаме тој елан во животот, ќе биде ослабена нашата духовност. И на таков начин горчината станува идентитет на личноста. И тоа се вика на синдром на жртва. Кој сум јас? Јас сум оној кој ми се случи она. И од одреден настан може да го и целиот наш живот. Јас сум жртва, што да правам? И тебе да ти се случеше исто ќе беше како јас што се чувствувам, така. Али тоа е една лоша состојба од која треба ние да излеземе, ќе видиме подоцна како. Видете оваа перспектива. Горчината расте и скривува реалноста. Таа не држи врзани за минатото. Као лош воздух не го загадува само огорчениот, туку и оние кои доаѓаат во контакт со него. Значи, кој тој е тмурен облак, кој на пикрија, кој нешто отровни плодови се раѓаат од тој корен. И тоа имаат одредено однесување. Премногу се критични. Забележуваат лоши работи, а не добри. Пронаоѓаат грешки. Значи, нон-стоп гледаат онака, човека се фаќаат за некои мали работи и личност која е огорчена
ќе има тенденција да бара оправдание за својата огорченост. Човековата психолошка состојба, обично нашата психа сака да ја одржи, за жал. И се онака, и од многу работи кои ќе се десат, се фокусираме негативно. Видиш, како сега, како да бидам ја оптимистичен кога види каква е држава. Видите, значи, фокусирање на погрешна работа. Се наоѓаат грешки, се бараат причини да се одржува таа горчина. Често се враќаат на настанот во минатото. Да не ми се десиш мене. И овкање. И на такав начин се култивира коренот на горчина. Раните од минатото ги проектираат на едината. Ја знам, ќе останам цел живот сам. Тој ме напушти, никој нема да ме сака и така натаму. Се катастрофира, се генерализира и едноставно се проектира во еднината и преди тоа песимизам. Знам ја како ќе биде. И не се ни обидувам. И на таков начин сум заробен во таа состојба на горчината. Видиш што вика овој автор. Најлошо во горчината е што не престанува. Може само да се влоши и да не онеспособи. Горчината е најголемиот непријател за надежда. Ја блокира радоста и не држи заробени во минатото. Ни ја одзема можноста да славиме и да уживаме во сите можности во животот што Бог сака да не ги даде. Значи, тоа е горчината. На основа тоа што рекли сомнителни се. Тенденција да ги припишуваат лоши намери во постапките на другите. Еднаш ка си изгорев ја, нема веќе. Нема веќе да дозволам никој мене да ме направи магаре. Никому не му верувам. Тоа изгледа као добар заклучок, али е лош. Тоа е живот на изолација. Никого не му верувам, со никого нема да му се отворам, со никого нема да имам ништо, значи острово. Значи затвор, кој самиот ја себе си го одредувам. А зашто? Поради повредата. Повредата боли и тоа е нормална реакција кој одбранбен механизам. Тогаш ќе направам зид, кој никој не може да го пробие, ќе бидам сигурен. Али ние мораме да се отвориме за да го доживееме овој живот. Мораме да бидеме ранливи ако сакаме да бидеме и среќни. Тоа е пакетот. Но за жал, кога сме ранливи, кога сме отворени, доаѓа и болка. А не можеме да бираме, не може да требиме ко графче, ова иде, ова не иде. Видете. Или ќе се отвориме, или ќе се затвориме. Ако сме затворени, ќе бидеме затворени за благослови. Ако сме отворени, ќе бидеме отворени за благослови и за неволи. Но со Бога можеме да бидеме храбри. Непочитување или отпишување на цела група луѓе. Сите мажи се исти. Сите жени се исти. Сите политичари се исти. Сите пастори се исти. Видете, оне кој ме повредил, цела таа група, и на некој начин затоа и не се сомничаве кон луѓето, кога некој ќе направи добро, чекај, што е овдека? Има нешто тука. Знам ја какви се луѓето, поготово тие. Видете, и на таков начин тие остануваат во таа состојба. Има отров во нивните зборови, често се цинични. Тоа спуштаат се. Као пикри онака, по некој пикадо ќе фрлат, како боцки само. Нечувствителни се кои ги повредуваат другите. Бидејќи тие имат онака отапени своите чувства, не се чувствителни кон другите, не се ни емпатични кон другите. Ги слават туѓите несреќи. Зашто ова изгледа кој една тешка изјава, али за жал е вистината. Окей, и нив нека ги заболи малку да видат како е. Правдата да се задоволи. Или ја ќе вратам. Он ме повреди, ја ќе вратам, па да види малку како е. Видите? И што, злото победува. Али тоа е таа болка нас не наведува на такви постапки, на вакви состојби. И затоа се славата. Аха, сега сваќате они како ми беше мене. Ако, убаво.
Видите, као да е правдата задоволена сега и друг некој пати, не само јас. Ако и оној кој ме повредил, уште тоа е добитна комбинација. Разбирате? Не ја гледаат или ја оправдуваат својата огорченост. А како ти ќе се понашаш ако тебе ти се случеше ова, а? Лесно ти е тебе. Значи, оправдуваат и одржуваат својата огорчина. Избегнуваат соочување и помагање или ги и напаѓаат оние кои сакаат да им помогнат. Зашто, знаете вие, која е отворена рана, која се става алкохол или јод, пече. Така. Али е лековито. Која пече, бегај ти. И за жал, затоа е ова состојба многу е тешка. Како за самата личност која е огорчена, така и за луѓето околу нив. Тие сакаат да помогнат, али не можат, прават уште полошо и така натаму. Тие често ги напаѓаат оние кои се обидуваат да им помогнат, кој што рековме, и што се случува. Проблемот е што многу огорчени луѓе не знаат дека се огорчени, бидејќи се убедени дека имаат право да бидат огорчени. Ова е многу интересно. Они мислат дека имаат право, бидејќи неправда им се случила и праведно е да бидат огорчени. Ти имаат право, али не е добро. Ова е са многу битна работа да даде. Во право сме, али не сме на добра состојба. Имаме право да бидеме огорчени, али е лошо за нас. Бидејќи неправда се случила, ние не сме создадени за овој свет на неправди, на болки. И затоа се јавува кај нас и таа огорченост. Но не е добра за нас. Бидејќи се толку убедени дека се во право, не може да ги видат своите грешки во огледало. И колку подолго расте коренот на горчината, толку е потешко да се отстрани. Затоа, што помал е коренот, полесно се коренот. Вие многу подобро знаете него јас. Али ако се поушта, ако и влегува многу порина нашата личност, врло интересно е што се случува. Луѓето кои долго време биле огорчени, тие сметаат дека доколку ја остават горчината, кој да губат нешто од себе. Кој да онака, па чекај. Тоа е некако нешто драгоцено, за жал. И затоа некојаш толку се одбивни кон помош. И може да кажеме, као Адриан Роджер, што кажува, значи, горчината гаси свеќата на радоста и остава душата во темнина. Може би сега мислите са многу и ја направив тешка и оваа горчина, но истражувајќи оваа тема најдов на оваа личност, врло интересна личност, доктор Михаел Линден, кој е доктор, психијатар, кој е експерт, кој е јако познат во светот, и тој е пионир или прва личност кој се залага да во дефинициите за ментално здравје да влезе нова дефиниција или нова диагноза за одредено болно стање. Тој го нарекува посттравматско нарушување на огорченост. Значи, тој вели, че огорченоста навистина го доведува човекот во една нездрава состојба. Сега, ние видовме како може да се развие коренот на горчина, кое се семиња може да го развие тој корен, кои се последиците, каква крошна, какви плодови може да бидат. Сега мислам дека е клучно питање, прашање за нас е што може да направиме околу ова. Значи, многу е битно прво да бидеме свесни за одредена работа, а после да видиме што може да направиме околу тоа. Еве да се обидеме да размислуваме и за тоа. Прво ќе идеме кон Светото писмо, што Светото писмо кажува. Го прочитаме овој стих, но сега ставаме акцент на вториот дел. Че секој огорчение и радост и гнев и викање да бидат отстранети од вас. Значи нема простор за горчина. Не можеме да бидеме толерантни према горчината. Значи тоа е слично ова го апелира и Мартин Лутер Кинг, кој вели никогаш не подлегнувајте на искушението на горчината. Зашто он е многу адекватна личност да го кажува ова или овие зборови имаат поголема димензија бидејќи тој ги кажува.
За оние кои ја познаваат историјата, знаат дека Мартин Лутер Кинг е човек кој се бореше за градските права на својата нација, односно на својата раса, за црните луѓе да имаат право на глас, на еднаквост, да не бидат со одредени седишта во автобус, во ресторани, да не може да идат во школа, да и така натаму. И тој знае дека ти имаат право да бидат огорчени. Тоа е неправда што им се случува. И тој е свесен дека ти имаат право, но ако дозволат да подлегнат на искушението на горчината, тие ќе направат поголемо зло. Негов пристап беше мировен пристап, да се бори против неправдата на мировен начин. Не со агресија, не со зло, туку со милост, со љубов. Тој велеше дека омразата може да се победи само со љубов, а не со омраза. И затоа оваа реченица е навистина многу битна. Никогаш не подлегнувате на искушението на горчината, бидејќи само ќе акумулирате уште поголеми проблеми. Друга работа која е јако битна да сватиме е дека горчината е избор. Животот не прави огорчени, ние самите се правиме огорчени. Што сега ова значи? Да, животот ќе ни фрли семиња на огорченост. Но многу зависи ние што ќе направиме со нив. Ние рековме потребно е семе, но потребна е и плодна почва. Потребно е наводнување, значи треба да се култивира тоа семе за да порасне. Тоа зависи од нас. Што ќе правиме со неправдата што ни се случила? Дали ќе ја чуваме, ќе ја разгледуваме, ќе мислиме дека имаме право да бидеме огорчени или ќе наоѓаме начини да ја разрешиме. Значи, огорченоста е наш избор. Иако животот ќе ни даде материјал да бидеме огорчени. Но ние имаме слобода како ќе одговориме и поради тоа сме одговорни личности. Значи, тоа е право на избор. Прв чекор е сознај, признај, прифати дека имаш проблем со горчината. За било која промена да настане во човековиот живот, јас сметам дека потребно се најмалку 3 елементи. Првиот елемент е свесност. Ако не сме свесни за нешто, ние не можеме ништо да направиме. Значи, свесност. Често кога имам предавања, обично ќе дојдат некои родители и ќе разговарат, обично иде: дали може да разговара со мојата ќерка? Зашто? Овој проблем има, јас сакам да ја помогнам, не ме слуша. Се викам, зашто би ме слушала мене? Не слуша оној кој не е свесен дека има проблем. И на луѓе кои не се свесни не може да им помогнете. Така и за овие луѓе кои се огорчени, защото не може да им помогнете, доколку тие не сватат, прифатат и признаат. Значи, прва ствар е кај нас да имаме свесност. Друго е да преземеме одговорност за таа состојба. И дека од мене зависи дали нешто ќе ја можам да направам, да променам во мојот живот. И трет елемент е акција. Значи, морам нешто да направам. Често, за жал, во нашиот живот завршуваме на добри желби и намери. Сакав. Мислев. Сакав да ти се јавам. Какво фајде од тоа? Ние некогаш мислиме дека само што сме сакали и сме имале добра намера, добиваме поени кај Бога нешто. Сакав и да дојдам во црква, али знаеш, сакав да помогнем, сакав тоа и мислиме дека сме добри само тоа што имаме добри намери. Животот ги рачуна само нашите акции. Затоа и Библијата вели ќе бидеме судени по делата. Делата покажуваат каква е нашата вистинска состојба, не нашето зборување или желби, него нашето однесување. Затоа, значи, акција. Свесност, одговорност, акција. Така и за горчина. Прво треба да бидеме свесни и една од целите на ова предавање токму тоа, да бидеме свесни за оваа состојба во која може би се наоѓаме, а често пати дозволуваме да ја имаме. Потоа треба да прифатиме одговорност на мене да нешто направам околу ова. Значи, прво е да сознај, признај, прифати дека имаш проблем. За да се деси ова, многу убав совет, принцип, пример
наоѓаме во Псалмот 139. Испитај ме целиот Боже, спознај ми го срцето. Испитај ме и спознај ги моите мисли. Погледај ме, одам ли по гибелен пат и поведи ме по вечниот пат. Дали во нашите молитви имаме ваква содржина? Дали користиме молитвата као да идеме на доктор? Боже, испитај ме. Дај ми диагноза. Што треба да направам? Кој е лекот? Или, Боже, дај. Испитај ме, вели Псалм. Испитај ме, види ме, каже. И да идеме и со ова околу горчината. Боже, откри ми. Дали имам ја проблем на ово поле? Што е тоа? И што можам да направам? Идентификувај ги работите што те исполнуваат со горчина. Сите ние сме на некој начин сензитивни за посебни работи. Некој ќе го заболи нешто повеќе, а некој друг нешто повеќе ќе го заболи. И многу е битно да видиме зашто е тоа така. И да видиме како можеме тоа да го исцелиме. Фати се кога ја култивираш горчината. Рекуваме дека тоа семето ќе биде, како ја култивираме ние горчината. Кога се враќаме назад. Како можев? Зашто мене тоа? Па види оно, па неправда е, па како може тоа? Што ќе биде со мене? И нон-стоп дозволуваме, се навраќаме на тоа и не ја оставаме таа рана, неправда на еден квалитетен начин да ја процесираме. Него таа и понатаму пушта корена горчина. Можеме да се навратиме на еден конструктивен начин да одиме кон исцелување и тоа е навистина многу битно. Но ако се навраќаме само да онака размислуваме околу тоа и туфкаме и кукаме, ќе се развива горчината. Предај му ја горчината на Бога. Од кој ќе спознаме, од кој ќе не осведочи, можеме да му ја предадеме на него. Исто така пример за ова се псалмистите. Некогаш ние мислиме дека кај Бога кога одиме треба малку да ги филтрираме нашите зборови, да онака се ги испегламе, па као некој политичар кој имаме Господине те молам ако може. И таа речетост мислиме дека ќе ни обезбеди да бидеме услишани. Во псалмите гледаме дека псалмистите делеле своите емоции кон Бога многу искрено. Делеле омраза, сакале одмазда, каде си Боже, спиеш ли, те нема, види ова неправда, ја го чистам своето срце, а види ги овие. Видите, таков начин само може да дојдеме до правилен однос со Бога. Ако стварно откриеме нашето срце, а не онака ние сме полни као некој, знаете, онако ти кажа, како, што ти е? Нема ништо. А она се гледа све. Така некој кон Бога, со некои форми, кон него, тоа, а во состојбата тотално некако друга, поинаква. Таа фрустрација, таа болка, нека се изрази кон Бога, нека излезе тој гнев, праведен гнев кој постои, Бог ќе го може да го издржи и ќе го води кон исцелување. Имај на ум дека е потребен процес на исцелување. Колку раната е подлабока, толку повеќе време некогаш треба. Не се решава со една молитва. За жал некогаш ние така мислим, само се моли и ќе биде добро. Некогаш е процесето. И често пати таа рана ќе биде исцелена, па некогаш пак ќе заболи и така натаму. Значи да имаме некои реални очекувања. И ако сакаме да идеме кон исцелување на таа рана, потребен е процес. Да си го дадеме тоа време, да бидеме стрпливи со себе, а исто така и на луѓето околу нас. Не да чекаме некој, ајде, тај ќе помини преку тоа, шо ти е? Не иде лесно. Ако таа рана била длабока, потребен е време. Али многу е битно да влеземе во тој процес. Кога ќе влеземе, таа горчина ќе се намалува, ќе се редуцира и ќе помалку ќе се намалува. А доколку не влеземе во тој процес, нема тоа да се случи. А доколку влеземе во тој процес и очекуваме преку ноќ дека ќе се деси, исто така не е реално. Ќе бидеме фрустрирани и повторно може да бидеме полни со горчина. Еве, ја сакам, али не се случува. Видете, многу е битно да сватиме дека ние сме чувствителни суштества.
И потребно е време и адекватна нега. Наблюдувајќи работите од перспектива на вечноста. Некогаш ние за некоја мала работа правиме од комарец слон, така. Али кога Псалмиста 73, што кога влегува во светилиштето, што е, кога видов каква има вечната судбина, тогаш видов кој е во добитка. Така. Дека јас сум благословен, а не они. Што ја ти имам тебе и во тебе е мојот вечен живот. А тие се као блиц. Так, ќе блеснат, али ти ги снема. Во однос на вечност се ништо. Као блиц. Ќе блеснат, некој заблеснува со некој сјај, али ќе ги снема. Затоа е многу битно се проучува Библијата, да размислуваме за крстот и во таа перспектива да ги видиме нашите проблеми. Некојаш проблемите тогаш се многу помали. Или само кога ќе отидете во природа, кога ќе видите оние планини и кажете, чекај, што е јас со ова се наљутив, овој што не ме поздрави или ова, она, изгледа многу минорно. Значи, многу е битна перспектива. Неговиот дух на благодарност, антитеза за горчината е благодарност. Затоа вечер ќе разговараме за благодарноста. Нема многу да зборувам сега околу тоа, но вечер ќе зборуваме поготово за благодарноста како антитеза за горчината. Понатаму Светото писмо што ни налага? Секој горчина, јарост и гнев ќе го прочитавме, а понатаму продолжува. Бидете еден кон друг добри, милостови, проштевајте си еден на друг, као што и Бог ви прости вам во Христа. Еден пат кон исцелување е проштевање. Но, што е проблемот? Зашто не сакаме ние да простиме? Због нас сами. Океј, али зашто? Која е причината? Зашто не сакаме? Молим? Гордост, добро. Ја мислам дека еден од причините или факторите за тоа е бидејќи не е праведно. Не е праведно да простиме, но е добро. Зашто да простиме? Не е праведно. Некој ми направил нешто и не е праведно да се прости. Така. Него е добро да се прости. Тоа е разлика. Ако идеме ние на ниво на правда, нема никош да проштеваме. Ако идеме на ниво на милост, тогаш може да простиме. И Бог работи со нас на ниво на милост, не на правда. Нас не ни опростиме преди тоа што сме постанале добри, преди тоа што Бог е милостив. И затоа овде како пример вели, кој што Бог ви прости вам во Христа, така и вие на нив. Бог не ни опрости на основа на правда, не баре правда е ти. Или некој викаме, чекај, па не се кае. Како да му простам? Зашто? Че ја барам пак правда некој. Чекај малку, нека испашта и он, па тогаш може да ти му дадам ако заслужи. Видите? По позаднија таа игра не е праведно. Зошто? Јас сакам и него да го заболи, па правдата да биде задоволена. Тоа е човечки нека логика, али библиската логика, христијанството налага на друга. Бог има другачи мерила, другачи начин на функционирање. И затоа во самата срж на христијанството е милост. Сите други религии имаат правда. Само христијанството има милост. Добиваш нешто што не си заслужил. И затоа не може да опроштиме, затоа што принципот во христијанството е не си заслужил да ти дадам. Али не сакаме да опростиме бидејќи не заслужила таа особа. Како после тоа што ми го направи? Види го воопшто не се ни кае. Но една друга работа е многу битна, која е за проштевањето. Проштевањето е пред се нешто што ја треба да го направам за себе, не за другата личност. И често пати не треба да зависи нашето проштевање од другата личност. Треба да зависи од мене. Бидејќи проштевањето е моја на некој начин иселување или разврска на мојот емоционален проблем и болка која имам со настанот. Не односот со таа личност. Тоа е друга димензија. И не значи да ако простам ја дека треба повторно да се вратам со таа личност. Не. Таа личност треба да заслужи доверба повторно. Но јас сум опростил за да се исцели мојата рана. Посебно предавање околу проштевањето може да некојаш
во некоја друга прилика. Но тоа е модусот. А модусот е милост. Значи, не е праведно да опростам, али е добро. И тоа е абсурдот на животот кој некој нас ни е тешко. Многу ми се допаѓа овој цитат кој вели: простим на другите, не зашто заслужуваат простување, туку затоа што ти заслужуваш мир. Ние се фокусираме на другата личност, дали е праведна, дали заслужила, зашто е она. Не. Најнешто што е праведно да направиме да простам, за мене. Само така ќе се ослободам да не бидам жртва. Додека не опростам, ќе бидам жртва, а таа личност некојаш и заборавила или умрела, а ја још увек патам. И горчина. Што е горчината? Ферментација на неопростување. И затоа патот е проштевање. Многу добар пример за ова е Нелсон Мандела. 27 години во затвор. Што се борел за права на својот народ, исто така во своја држава, биле угнетувани од белците и тие немаат право исто тамо рамноправни. Подредени се во своја држава. 27 години во затвор. И видите што изјавува тој кој излегува од затвор. Додека излегував од вратата кон затворската капија која ќе води кон мојата слобода, знаев дека ако не оставам горчината и омразата позади себе, јас и понатаму ќе бидам во затвор. Прашање на избор. Тој вели: сај, од мене зависи дали ќе бидам затвореник. Тие ме ослободи, али дали јас ќе се ослободам, тоа е мој избор. А кој е неговиот избор? Да оставам горчината која е праведна за себе, за да не ме надладе злото. И затоа мислам дека за нас најдобар пристап е да се ослободиме од горчината. Тоа ни порачува Светото писмо и на нас е што ќе избереме. И многу е битно овој принцип да го имаме во нашиот живот. Не остави да те победи злото, туку победи го злото со добро. Ако не простиме, злото победува. Во горчината злото победува. Само преку милоста ние можеме да го победиме злото со добро, како што Исус Христос го победи. И Библијата не повикува на ова. Да се вкорениме во Светиот Дух и да го имаме плодот на Духот, кој е љубов, радост, мир, трпение, доброта, верност, кротост, самоконтрола. Каква разлика во однос на оние други? Фрустрација, депресија, нарушени односи. Само ова е лекот за горчината. Бог сака да не исцели, Бог сака да ни помогне. На нас е што ќе направиме околу ова. Божи повик кон нас е да се ослободиме од горчината. На нас е што ќе направиме околу ова. Амин.